Колку дзидови изброивте? Ама тоа се карпи. Тоа се карпи. Го гледате крстот? А покрај него дали забележувате дзид, ама тој е многу помал, понизок е. Дали го забележувате дзидот? Сега го гледате? И тоа е од кулите на кралот Марко. Таму горе бил неговиот дворец. Легендата вели дека ова се стапалките на кралот Марко. Ама вие велите дека не ви се верува дека биле толку големи стапалките. А како Олкави клали Марко Олкави стапалки? Еве Олкава, може би толкова била ногата. Мислам дека тоа е само приказна легенда што народот си ја прераскажувал затоа што тој бил многу силен. Дали ги гледате овие помали стапалки во карпата, како дупчиња мали? Дали ги гледате? Дојдете вие понаваму, дечиња. За нив, луѓето велат дека се стапалките на коњот на кралот Марко. Гледате дека се помали? Да. И 4 на број се или колку? Ајде изброиме. 1, 2, 3. И она му на крајот, како да е подиздлабено, 4. Зарем е можно тука да биле стапалките на неговиот коњ? Како се викаше? Шарец, Шарко. Може би да. А зошто се вика така? Оти има точки црни. Така, а бил бел? Да. Бил бел и имал сиви и црни шарки по телото. Како куциња. Како далматинците, така? Куциња. Сега погледнете од оваа страна. На што ви личи оваа карпа? Сега ви личи повеќе на слон или пак на птица многу? На штрс. Се враќа. Значи, нашиот глас оди до карпите и повторно се враќа назад. Тоа се вика ехо. Тоа се вика ехо. Прво ќе викнеме само еј. Еј! Да! Слушнавме! Ај уште еднаш. 3, 4. Сега беше Сега ќе викаме тик-так. Седнете, подобро ќе биде. Седи. Сега, ама натаму сврти се. 3, 4. Ама, стоп! Што слушнавте? Кој глас? Матеја. Јас го слушнав само буквата А. Само тоа го слушнав. Јас слушнав Матеја. Ајде да слушниме уште еднаш, баш слушај внимателно. 3, 4. Матеја! А се слушнав. Ја! Во ехо се повторува, најдобро се слуша последниот слог, последните 2 букви. Или Матеја, Теја, Еја. Така се слуша во ехо. 3, 4. Ива се слушна, ако е зборот пократок се слуша цел. Сега Ема. Деца, погледнете наваму. Какви се овие облаци? Овие се бели, а оние се сиви. Кога се облаците бели и сиви, вакви светли, светло-сиви, нема да има дожд. Овие се, гледај ги, колку се бели, нежни. А може ли да забележиме на што ви личат? Вика, ова цвеќе од кое се прави чај. Боливач. Боливач.
Кој ти кажа тебе, Злато, за ова? Нани ме го има и мајка ми каза дека е боливач. Браво, браво, тоа е многу убаво што ти кажала. Ова се вика боливач, тоа е многу убав чај кој лекува многу болки, ако не. Значи, ова се вика камилица. Од него се прават чаеви. Дали некој пиел чај од камилица? Јас. Ти те опиеш чај од камилица. И има многу убав вкус, кажи. Многу е убав. И јас. Па сега да им кажете на вашите мајки да ви сварат чај од камилица. Да пробате колку е убав чајот од камилица. Та што вие кажував од се, што најмногу запамти? Дека дојдовме кај Марковите кули и дека ни кажуваше дека крали Марко бил крал. Да, дека бил крал. А ова место како се вика, запамти ли некој? Мајка. Кули. Еве, Евгени ќе кажи, како се вика ова место? Маркови кули. А зошто Иво се вика Маркови кули? Оти има кули и цел. Јас запамтив дека бил тој јак и го победил Црниот Араб? Да, црниот Араб. О, добро. Ти имаш што запамти ти? Што запамтив? Дека му биле големи стапалките. Аха, и ги видовме стапалките. Ти, ајде, Антони, што запамти? Имам и викаме има ехор. Аха, ехо. Тоа се вика ехо. Ајде повтори. Ехо. Ехо. Ти запамти дека овде учевме што е тоа ехо и на тоа ќе се сеќаваш добро. Ти што запамти од сето ова? Дека имал дебели видови за да се брани од непријателите. Многу убаво. Браво. Дали некој, еве Јаков ќе ни каже, дали некаде имаме видено како изгледал кралот Марко? Има ли негде споменик овде во Прилеп? Има, кај што е царшијата, што коњот онака е качен и големи стапалки има и коњот трча. Споменик во чаршијата. Го имаш видено? Да. Добро. Вика, она што го држи кралот Марко во рацете. Дали некој се сеќава во споменикот во чаршија? Ајде, ти што велиш како се вика? Воздоган. Ти што велиш како се вика? Воздоган. Воздоган се вика, така е. А како се вика татко му на крал Марко? Дали некој запамти? Јас. Кажи, Матеја. Вулкашин. Малку така слично. Волкашин. Браво, така се вика. Ова цвеќе, вие рековте како? Лале, ружа, не знам што уште како рековте? Ова се вика булка. Ова цвеќе црвено се вика црвена булка. Гледате како е убаво и црвено. А овие се пупките. Пупките. Сега вака, ама чекајте, јас ќе ви покажам како од тоа се прави кукла. Кукла? Да, кукла. Сега ќе ви покажам.